Почнуваме со понеделничното издание на вестите на Ирис телевизија. Највозвишено чувство е да си родител, но во исто време и најодговорно, особено кога станува збор за здравјето на нашите деца. А во морето од информации, особено младите родители, се избунети и исплашени. А антивакциналните кампањи веќе ги дадоа и првите негативни резултати. Во изминативе 3 години расте бројот на родители кои не ги вакцинираат своите деца. Во Штип процентот на имунизација е 82, а 6 дечиња воопшто не се вакцинирани. Здравствените власти повеќе пати алармираат родителите редовно да ги следат вакциналните кампањи, а родителите најмногу се плашат од ММР, вакцината против морбили, заушки и рубеола, за која се претпоставува дека предизвикува аутизам. Под мотото "Заштитени заедно" од денес започнува неделата на имунизацијата. Вакцинацијата е важен сегмент за зачувување на целокупната здравствена состојба во едно општество. Алармираат здравствените работници, кои денес уште еднаш упатија апел до сите родители. Внимателно да ги следат вакциналните картони. И Министерството за здравство даде налог да се проверуваат сите вакцинални картони, значи од 0 до 18 години, кај децата кои што подлежат на редовна вакцинација. Ние веќе започнавме, во минатиот месец ги поминавме, значи 14, 15 и 16 година, ги детектиравме дечињата кои што не се вакцинирани и сите родители ќе добијат покани на домашна адреса. Исто апелирам до родителите и тие да ги отворат вакциналните картони, да видат која вакцина е нема примено детето и да се јават на вакцинација во службата за вакцинација. Антивакциналните кампањи ги дадоа првите негативни резултати. Последните 3 години расте бројот на родители кои не ги вакцинираат своите деца. Во Штип процентот на имунизација 82, а во соседните држави и под 40%. Родителите најмногу се плашат од ММР вакцината против морбили, заушки и рубиола, за која се претпоставува дека предизвикува аутизам. Родителите чии деца не се вакцинирани ќе се соочат со големи казни пропишани со закон. Во општина Штип околу 5-6 дечиња воопшто не ги примиле своите вакцини. Сите тие деца кои што ги немаат примено вакцините и кои што нема да се повикаат на пратената покана од страна на вакциналните тимови, ќе бидат упатени кај државниот инспекторат, здравствени санитарен инспектор, кој што понатаму постапува по тоа и ги упатува до, значи им дава рок за да ја извршат вакцинацијата и понатаму си има надлежни институции. Министерот за здравство Венко Филипче најави дека од следната година се воведуваат и 2 нови вакцини во календарот за имунизација, кои ќе бидат задолжителни, а дел од вакцините ќе бидат заменети со нови. Поред здравствените власти, благодарение на вакцинацијата на годишно ниво се спречуваат околу 2,5 милиони смртни случаи во светот, а се намалуваат и трошоците за лекување на одредени болести. Кои се бенефициите од членството во Европската Унија, но и кои се негативностите? Се темите на дебатите кои се дел од проектот Обновена Европа, а Штип е единствената општина во земјава која е дел од овој проект. Општина Штип почна со подготовките за организирање на настани кои се дел од проектот Обновена Европа. Делегација на општина Штип пред 3 дена во Бугарија потпиша договор за партнерство со 6 други градови кои заеднички учествуваат во реализацијата на проектот, кој е финансиран преку ИПА програмата на Европската Унија. Ние сме единствената општина која што не е дел од Европската Унија. 6 останати општини и се дел од државите, значи Португалија, Шпанија, Италија, Романија, Полска, Бугарија и Република Македонија. Општина Штип значи беше единствената општина која што партиципира во ваков огромен проект кој што е 150.000 евра. Ќе бидеме домаќини значи во месец јуни, каде што ќе пречекаме сите овие делегации и ќе добиеме секако одредени средства за од овие 150.000 евра, конкретно колку средства секако ќе се наменски ќе се пренасочат за организација и сите активности кои што ќе бидат планирани за конференцијата која што ќе се одржи во општина Штип.
По средбите во бугарските градови Аксаково и Варна веќе следниот состанок ќе се одржи во Штип. Согласно проектот до 2020 година ќе се одржат по 1 до 2 средби во секој од градовите кои што се членови на оваа мрежа, која што официјално беше именувана како обединети градови. Значи за време на конференцијата која што ќе се одржи во Штип, должни сме да завршиме 4 задачи, ако така може да се каже. Значи одржување на конференција која што е наменета на тема евроскептицизам, потоа иднината на Европа и уште две други теми кои што се оставени на нас како слободна воля на размислување како и на кој начин ќе ги реализираме. Делегациите од општините Португалија, Италија, Полска, Романија, Шпанија и Бугарија ќе престојуваат во Штип на конференцијата, која има за цел да покаже какво е расположението во поглед на европските процеси и евроскептицизмот. Во првиот дел од проектот општина Штип се представи како град кој што не е член на Европската унија, меѓутоа со презентација, мултимедијална презентација за неговите потенцијали, туристички, стопански и секакви други потенцијали со кои што располагаме. А во вториот дел во една дебатна атмосфера ги представивме нашите видувања и бенефити, евентуално бенефите кои би ги добиле од влегувањето во Европската унија. Вредноста на проектот е 150.000 евра. Овие средства се поделени меѓу 6 општини кои ќе ги организираат настаните од проектот. Завршува во 2020 година со последната средба во Шпанија. Исто така предвиден е и конкурс за ученици на тема Моја Европа, мој сон, при што учениците ќе пишуваат, цртаат и фотографираат на тема Европска унија. Конкурсот ќе биде објавен на почетокот на септември. Следнава вест од полицијата ни доаѓа. Кривична пријава за поранешниот градоначалник на општина Чешиново Облешево се товари за несовесно вршење на службата и злоупотреба на овластувањата. Според полицијата го оштетил општинскиот буџет за 1 милион денари. Кочанската полиција му поднесе кривична пријава на поранешниот градоначалник на општина Чешиново Облешево заради злоупотреба на службената положба и несовесно работење. Во текот на неговиот мандат 39 пати полнил гориво во службените возила, Пежо и Шкода Октавија и ги користил за приватни цели и за патување во странство. Исто така на вработени во општината и други лица им овозможувал да полнат гориво во своите приватни возила. Во третиот случај, горе пријавениот, во 4 наврати во текот на 2015 година, давал наредба на лице вработено во општина Чешиново Облешево да полни бензин во туби и истите да ги носи кај пријавениот на домашна адреса, за истиот да го танкира своето приватно возило. Градоначалникот давал гориво и како донација за одржување на стаза за моторџии во село Уларци без при тоа да склучи договор. Со сите незаконски действија за кои го терети полицијата, поранешниот градоначалник го оштетил општинскиот буџет за близу 1 милион денари. Продолжуваме со партиски активности, а позицијата и опозицијата во Штип постојано се препокуваат преку пресконференции. Денеска темата им беше карго аеродромот кој нема да се гради во Штип. Ако во време на ВМРО ДПМН беше проектирано Штип да биде центар на Источна Македонија, денес во време на СДС не само што Штип е ставен на дното на листата за капитални проекти, туку и него добива тоа што го заслужува. Обвинија денес на пред медиумите од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип. Иако карго аеродромот беше предвиден за изградба во близина на Штип, при што Штип ќе станеше економски центар со огромна перспектива за развој, сепак со доаѓањето на животот тој проект сгасна. Средствата предвидени за истиот беа пренаменети за канализациона инфраструктура, меѓутоа владата вчера објави листа во која Штип не се вбројува. Сега, наместо на Штип, приметот во Источна Македонија е даден на Струмица преку доделување на половина милион евра. Очигледно е влијанието на подпредседателот на СДСМ, актуелен градоначалник на општина Штип. Не само што Штип го изгуби карго аеродромот, туку доби и 0 денари од владата за обновување на водоводната и канализациона мрежа. Затоа, ВМРО ДПМН го прашува градоначалникот: зошто Штип не се најде на листата за финансирање водовод и канализација? Дали има план за реализација и средства за финансирање на канализационата и водоводна инфраструктура ветена во неговата програма? Кога граѓаните на Штип ќе ги добијат европските животни стандарди? Одговор на денешниот прес на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип даде градоначалникот на општина Штип Благој Бочварски. На мене ми е многу жал што треба да констатирам дека ВМРО ДПМН
се претвара во крајно некапацитетна партија да коментира и да дискутира за проекти кои што се реализираат на ниво на Република Македонија, секако и на територијата на општина Штип. Многу ми е жал затоа што мешаат баби и жаби во делот на средствата кои што се пренаменети од изградбата на карго аеродромот во средства за инфраструктура. Тоа што вчера, односно завчера беше објавено од владата на Република Македонија, не се работи за тие средства од карго аеродромот, се работи за средства од Министерството за транспорт и врски и за средства од Европската инвестициона банка. Во тие проекти кои што тие ги објавија, општина Штип нема аплицирано, односно има претходно аплицирано до Министерството за транспорт и врски и има добиено проект за замена на водомерите, ако се сеќавате, од кои што ги има реализирано јавното претпријатие ИСАР, така што средствата кои што биле наменети за општина Штип се потрошени од оние средства кои што ги дава Министерството за транспорт и врски. И затоа актуелен проект таму од страна на општина Штип нема и токму затоа се дадени средства за проектирање, односно за изградба на проекти по другите општини кои што веројатно поднеле некакви проекти. Кога се станува збор за карго аеродромот, јас би сакал да ги прашам зошто, кога има 10 години, не го изгради или не се изгради тој карго аеродром во Штип. Очигледно е, јасно е, тоа е став на експертите кои што го имаат доставено извештајот од страна на ТАФ до владата, во кој што стои дека таму нема услови за изградба на карго аеродром. И во овој момент тие средства ТАФ има обврска да ги инвестира во Република Македонија и тоа ќе се случи. Општина Штип ќе аплицира со одреден покрупен проект водоводна линија до Министерството за животна средина, со што би барале да дел од тие средства се ги добиеме за изградба на линија 2 во општина Штип, кој што е голем капитален проект кој што значи развој на градот и на општина Штип во, знаете, од населбата Пребег кон Новосело, каде што треба во иднина да размислуваме, да го развиваме нашиот град преку стамбена индустријска зона. Преку игра и спорт, најмладите да не се учеа како да се грижат за животната средина каде што живеат. Иако мали, умните главички веќе знаат дека отпадот завршува во кантите за таа намена. Со влечење на јажиње и други игри во спортскиот центар Джексон во одбележување на 22 април, меѓународниот ден на планетата Земја, денес се вклучија и дечињата од двете детски градинки. Само преку вакви активности, децата ќе научат како да се грижат за средината во која живеат. Токму затоа се организираат и ваков вид на настани за од најмали нозе да се развие еколошката свест кај најмладите, кои понатаму како идни возрастни граѓани треба да знаат како треба да се грижат за својата животна средина. За таа цел се организираат овие игри, за таа цел се организираат многу часови предавања, едукативни вежби во сите детски градинки и во основните училишта. Иако мали, умните детски главички веќе знаат каде треба да завршат отпадоците и кои се последиците од несовесното однесување кон животната средина. Ѓуброто го прво кјоче за отпадоци, за канта, за пантрот. Изминатиот петок во одбележување на меѓународниот ден на планетата Земја се вклучија и учениците од сите основни училишта во градот. Изминатиот викенд во Виница се одржа регионална конференција за формирање на младински совети во Источниот плански регион. Младите од Источниот регион со најслаба организација во однос на своите врсници од другите региони. Од 11 општини само 2-3 имаат функционални младински совети кои се активни и реализираат конкретни иницијативи. Како и од каде треба да стартуваат младите и да почнат своите идеи да ги пласираат до локалните власти и заеднички, да настапуваат на локално па и на регионално ниво. Беше темата на првата регионална конференција во организација на Асоциацијата за интернационална мобилизација и Цивика Мобилитас. Целта е да ги видиме иницијативите, активностите и статусот на младите во регионот, односно во Источниот плански регион. Како што само ти ме кажува, регионална конференција за активирање или правење на младински совети, ние знаеме дека неколку општини во Источно-плански регион веќе имаат активни младински совети кои што работат во склоп на локалната самоуправа
и нашата цел е да видиме кои се постапките, какви се процедурите, кои се искуствата на оние кои што веќе работат, за да ги пренесат на оние општини кои што немаат формирано младински совети. И со оваа иницијатива сакаме јасно и гласно да порачаме на локалните самоуправи преку своите локални совети да започнат иницијативи и да донесат одлуки за формирање на младински совети. Ние како граѓанска организација ќе помогнеме во наредните неколку денови, ќе организираме и работилница, односно обука за аплицирање на европски и меѓународни проекти, така да ново формираните младински совети ќе можат од нас да добијат насоки каде, како, каде да се обратат за да добијат некои искуства или знаење, бидејќи знаеме дека не сите знаат да работат на такви проекти. Меѓутоа, ние како организација стоиме отворено и сите можат да се обратат до нас за да добијат информација. Младинското учество подразбира да се има право, средства, простор, можности и поддршка, за да може да се учествува и влијае на одлуките за младите, но како што беше истакнато на конференцијата, мора првин да се креира локален младински совет, да се обезбеди негово финансирање, да се отвори младински клуб во општината преку кој младите целосно ќе ги реализираат своите потенцијали како граѓани, а при тоа општеството да има најмногу корист од нивниот интелектуален капитал. Финишира изградбата на браната Пишица во Пробештивскиот регион. Жителите на ова село велат дека веќе во мај се очекува да почне и нејзиното полнење, а водата ќе ја користат за наводнување на земјоделското земјиште. За неколку дена завршува изградбата на браната Пишица во Пробештивскиот регион. Градежните машини се уште на објектот, но жителите велат дека според најавеното веќе во мај треба да почне нејзиното полнење. И министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски при последната посета во источниот регион најави дека градежните работи околу оваа мала акумулација се при крај. Во наредните 2 недели ќе означиме и завршување на постапката, односно за надградбата и реконструкцијата на браната Пишица во овој регион, во Пробештив, која што е особено исто така значена во делот на водоснабдувањето за целиот регион и за оризовите полини. Насипот на браната Пишица попушти во февруари 2013 година која ќе биде запаметена по поплавите во источниот регион. По 5 години од нејзиното попуштање, жителите на Пробештивскиот регион ќе можат да ја користат водата за наводнување. Жителите сметаат дека браната повторно ќе го врати животот во селото. Очекуваме добри резултати, ќе се порибе, ќе има, кажуваат луѓето дека ќе се даде под концесија за риболов, за такви работи, мислам дека малку ќе оживее селото. Според проектот, браната Пишица чини околу 1 милион евра и е со капацитет од околу 800.000 метри кубни вода и истата е наменета за обезбедување на дополнителни количини вода за наводнување на селата Пишица, Жиганци, Гајранци и Крупишко поле. 2 сообраќајни несреќи се случиле денес. Полесно повредени се 2 лица кои се хоспитализирани во Штипската болница. Судар меѓу 2 возила на крстосницата кај поранешна алумина на булеварот Гоце Делчев во Штип. Во незгодата учествувале 2 патнички моторни возила, Мерцедес и такси возило Голф. Со телесни повреди се здобил возачот на Голфот, кој е пренесен и задржан на лекување во болницата. Извршен е увид на местото на настанот, се работи на утврдување на причините за незгодата, велат од СВР Штип. Честите сообраќајни несреќи со последици на оваа улица, конкретно критичната крстосница, ќе се избегнат со ново сообраќајно решение. Од општината велат крстосницата ќе стане кружен тек како што предвидува проектот обиколница, кој што се реализира, а со кој, освен што поголемите населби ќе се поврзат со индустријскиот дел на градот, ќе се избегне и сообраќајниот хаос. Втората фаза треба да продолжи од влезот на фабриката Баргала до булеварот и да заврши со кружен тек кој што се проектира и многу скоро ќе излеземе со тендер, со јавна набавка за најповолен понудувач кој што ќе ја гради и втората фаза, со што во текот на оваа година не само што ќе ја завршиме првата фаза, туку ќе почнеме со изградба и верувам дека ќе ја завршиме и втората фаза и ќе имаме целосно сообраќајно решение и растеретување на сообраќајниот хаос во тој дел од градот. Утро во Штипјанка со возилото излетела од коловозот на патот Штип-Радовиш на критичната црна точка на 20-тиот километар Пилав-Тепе. Се здобила со полесни повреди, но задржана е на лекување во болницата.
Денес градоначалникот на Штип изврши увид врз реализираниот проект тампонирање и бетонирање на два краци од улицата Косовска. Работните единици на јавното предпријатие Стипион 2011 работеа на тампонирање, а подоцна и на бетонирање на два крака од улицата Косовска, едниот во должина од 100, а другиот од 50 метри. Тампонирана и бетонирана е површина од вкупно 730 метри квадратни, а овие активности чинеа вкупно 820.000 денари. Штипската локална самоуправа инвестираше со активности на улицата Косовска. Денес градоначалникот на општина Штип Благој Бочварски на увид да се види што е сработено. Таму е бетонирано и тампонирано на дел од улиците. Во изминатиот период се работеше на реконструкција на оваа улица. Ние во претходниот период извршивме тампонирање на улица Косовска и бетонирање на оваа улица. Зошто бетонирање? Затоа што под вакви услови, под ваков стромен терен не може да се асфалтира, но улицата подобро технички изводливо да биде бетонирана и затоа имаме истампонирано и избетонирано некаде околу 730 метри квадратни улици овде, со што овозможивме граѓаните да не газат повеќе по кал. Тоа ни беше и предизборното ветување, но и покажуваме дека работиме не само во централното градско подрачје, каде што работиме на подобрување на инфраструктурата, но работиме и во овие делови каде што воопшто немаше елементарни услови за функционирање и за живот на граѓаните. Изредувач на работите е јавното предпријатие Стипион 2011. Ова инвестиција ја кошташе општината нешто околу 820.000 денари, изведувач на работите беше јавното предпријатие Стипион. Со ова сакаме да покажеме дека секој граѓанин ни е важен, дека секоја точка од територијата на општина Штип ни е важна и затоа се зафативме да ги решаваме еден по еден овие проблеми за кои што се немало слух во претходниот период. И токму затоа знам дека граѓаните постојано бараат да се разрешуваат вакви состојби, да се санираат вакви улици. Сакам да им кажам дека работиме на санирање на оваквите црни точки, би ги нарекол во нашиот град. Тековно една по една работиме да ги отстраним и верувам дека во наредниот период ќе бидеме успешни во оваа замисли и во оваа задача, се со цел да донесеме достоинствен живот за граѓаните на општина Штип. Активности за уредување на улици, локалната самоуправа во Штип ќе реализира низ сите населби од градот. Штипјани и студентите ќе бидат први кои ќе ги видат филмовите од предстојниот филмски фестивал. Проекциите ќе бидат во салата на правниот факултет, а почнуваат утре вечер во 19 часот. Во првиот ден ќе одат два филма. Тоа е 24 април, вторник, во 19 часот, почеток рековме. И тоа најдобриот долгометражен филм според жирито, тоа е филмот Граѓанинот на унгарскиот режисер Роланд Враник. Втор филм за прикажување во истата вечер е најдобриот краткометражен филм според жирито. Тоа е филм во непалско-француска копродукција под наслов Клукајдрците од рота, во режија на Пуџа Гурунки, Бибхусан Баснет. Тоа е за првиот ден. Вториот ден, на 25.4. среда, со почеток во 19 часот, на истиот простор, значи во свечената сала на правниот факултет, ќе бидат прикажани најдобриот долгометражен филм според публиката. Тоа е филмот Крај мене, во романска продукција, значи режиран од романскиот режисер Теди Некула. Подоцна следат два краткометражни филмови, тоа е најдобриот краткометражен филм според публиката и, значи, добитник на специјално признание од жирито, филмот Модерне кунст во словенечка продукција во режија на Марко Шантиќ. Во делот за спорт фудбал, екипата на Беласица со нова гостинска победа се зацврсти на врвот на второлигашката табела, а тимот на Борец со победа во Кавадарци го искористи слободниот ден на Брегалница и се врати на второто место. Утре вторник второлигашите ќе го одиграат во нредното 23-то коло, во кое Брегалница на Градски во Штип ќе се сретне со тимот на Тиквеш. Уште 5 кола остануваат до крајот на сезоната во втората македонска фудбалска лига Исток, а екипата на Беласица тврсто го држи врвот на табелата.
Извојува нова мошта висока победа во Ландово и зголемија предноста на цели 11 бодови. Втор на табелата е тимот на Борец, кој со чуден пресврт победи во Кавадарци и ја мина Брегалница, запоседнувајќи во второто место. Брегалница во ова коло беше слободна. Еве ги комплетните резултати од ова 22 коло. Кожу Плачковица 1:0, Тиквеш Борец 1:3, победа во Ландово Беласица 0:12 и Осогово Каменица Саса 1:0. Табела Беласица е прва со 52 бода. Борец сега е втор со 41, трето место Брегалница 40, на четвртото Кожув има 34, петто место Тиквеш 31, шесто место Плачковица 24, седмо место Каменица Саса 19, на осмото место Осогово 16 и на последното деветото место победа во Ландово со 10 освоени бодови. Екипата на Китго Пехчево извојува нова висока победа, овој пат против тимот на Малеш, а Беровчани први ја имаа честа да им честитаат шампионската титула, која е заверена на 7 кола пред крајот на сезоната, како и новиот второлигашки статус. Шампионски, како што и доликува на екипата на Китго, одигра фудбалерите од Пехчево на средбата против Малеш во Берово. Во прекрасен спортски амбиент со полни трибини, играчите и на двете екипи одигра интересен и возбудлив натпревар со многу акции и пропуштени шанси, но сепак со постигнати 5 гола од страна на играчите на Китго. Првиот гол на овој натпревар падна во 41-та минута, а стрелец беше Мартин Стојанов за водство на Китго од 0:1. Мартин Стојанов беше творец и стрелец и на вториот гол за Китго во 50-та минута за резултат 0:2. Резултатот 0:3 за Китго донесе Владко Стојанов со прекрасен гол кој што го постигна во 66-та минута. Во 70-та минута од надпреварот веќе беше 0:4, а стрелец на овој гол беше Мартин Димовски. Поречиот резултат Малеш Китго 0:5 го постави Андреј Симески со голот што го постигна во 87-та минута. Надпреварот мина во мощна фери коректна атмосфера со одлична свирка на судиската тројка од Штип на чело со Дарко Стојанов и во прекрасен празничен амбиент во кој навивачите со бурен аплауз ги испрати актерите на теренот, а од Беровчани стигне и првата честитка за веќе новиот второлигаш тимот на Китго Пехчево. Еве ги комплетните резултати од ова 21 коло. Овчеполе Брегалница Голак 2:0, Слог 1934 Рудар 1947 5:0 и Малеш Китго Пехчево 0:5. Слободна во ова коло беше екипата на Кежовица. Табела Китго Пехчево е на првото место со 58 освоени бодови, на второ место Кежовица е 33, трето место Овчеполе 28, на четвртото место Малеш има 27, на петото место Брегалница Голак има 25, исто толку на шестото има Слог 1934, но нешто послаба гол разлика. На седмото место е Рудар 1947 со 23 и на последното осмото место веќе од Пишаната Зрновка со само еден освоен бод. Толку во овој дневник, почитувани гледачи, нека ви биде пријатен остатокот од денешниот 23 април. Довидување.